Жестоко во Советот на Виница се дискутираше за нови вработувања, односно за планот за вработувања за 2018 и 2019 година. Според советниците од ВМРО ДПМНЕ, новиот план предвидува за 2/3 зголемување на бројот на вработени во општината и значително оптеретување на буџетот. Значи, стартна позиција за годината на која се однесува планот, тоа се однесува на 2019 година, 2018 година планира да заврши со 71 работи. Значи плюс 11. 2019 година се планира 16 нови работници. 3 пензионирање имаме во 2019 година, значи вкупниот број 2019 година, значи бројката која што во општина Виница вработени во администрацијата ќе достигне 84 вработени. Само ги собрав само за 2019 година сумата која што општина Виница планира да ја издвојува за нови вработувања, таа сума е околу 6,5 милиони денари. Поред градоначалникот Димитров, математиката на ВМРО ДПМНЕ не е точна, туку манипулативна. За 2018 година, како што кажав, дел од овие вработувања беа преклопени, исто како што се преклопени за 2019 година. Во 2018 година до сега Општина Виница нема распишено нити еден оглас за вработување. И кажав и пред малку, доколку одлучиме дека ќе има потреба за одредена институција, флексибилноста на годишниот план е токму за тоа. Не е да се вработат сите кои што ќе однесе вие советници годишниот план. Така да нема потреба да не манипулираш. Но основното прашање е зошто општината има потреба од нови вработувања? Причина за тие планирани вработувања се зголемување на надлежностите на институциите или обемот на работа. Кој е тој обем толку зголем и надлежностите на општина Виница за потреба од тие 13 години? Колку е зголем обем? Сега ќе ти кажам колку е зголем. Значи минатата година, вие како советници усвоите план за реализација на проекти на општина Виница. Минатата година општина Виница имаше реализиран план од 19 милиони денари. Колку што се сеќавам и вие се сеќавате добро, тоа беше на последната седмица на лагодина. Моментално општина Виница има обезбедено средства од 130 милиона денари, плюс, само сега ќе го наведам, дека веќе од понеделник почнуваме со воведување во работа за изградба на спортска сала во основното училиште Славчо Стоймески. Тоа се плюс 25 милиони денари. Толку е зголемен обемо за работа дарство минатата година и сега. Инаку планот за вработување во општините беше причина за жестоки дискусии во советите. Претходно на висок тон и жестоко за истата тема се дискутираше и во Штип.